Игор, здраво. Здраво, Филип. Како си денеска? Супер, супер. Одлично. Како е кај тебе? Добро и кај мене одлично. Со онаа позната изрека од Дейв Ремзи, подобро од што заслужувам. Не ја знам, не Не ја прв пат знаеш, слушам, да. окей. Подобро од што заслужувам. Окей. Така да, малце подлабок начин на размислување, кој ќе сватиме дека сме подобро од она што заслужуваме, е убаво да се чуе. Окей, интересна перспектива. Да. Да. Денес имаме гостин. Имаме еден мој долгогодишен пријател и познаник, Михајло Трајковски и он е од моите факултетски денови сме имале во организации заеднички, сме се дружеле, сме се гледале таму и ми е доста драг пријател и драго ми е што е денеска со нас. Има една приказна која што може да ни ја раскаже за неговиот живот, за неговото потекло, за тоа што е он денеска и како според нашиот подкаст верата и работата, како он ги спојува и како гледа на сето тоа. Михајло, добре дојде. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Како што спомна, со Филип се знаеме од доста одамна, од факултетски денови, а и со Игор исто така од поодамна се знаеме, можеби не толку блиско Не сме се толку дружеле много. како со Филип, но се познаваме. Да. И интересното е она што не спојува друг момент нас е тоа што ти беше дел од оваа организација Линка Крос, каде што сум јас сега дел, кој што е и креаторот на овој подкаст и други останати проекти, Growbiz, така да остави една трага по која што јас ке треба да одам и да одам во тие некои кондори кои што ти ги остави. И да, драго ми е што можеме да збориме на тоа. Па би почнале со она кој е Михајло? Кој е Михајло? И она прашање кое што го имаме, што е за тебе работа? Ке можеш да одговориш. Секако. Да, навидом толку едноставно прашање, но во суштина толку длабоко прашање, кој сум јас. И сум размислувал за тоа прашање и сум дошол до некој заклучок дека има повеќе слоеви на мојот идентитет. Како човек имам повеќе работи што ме дефинираат и би набројал неколку работи. Една работа е како човечко биолошко суштество кое се родило во овој контекст, во овој историски момент во Македонија. Другата работа е што контекстот на моето семејство, потекнувам од Битола, од моите мајка и татко, ќе кажам, кои се по потекло од околијата на Битола, така што ме дефинира и тој момент нашата семејна историја, која потекнувам од едно скромно семејство, татко ми е наставник по македонски јазик, и мајка ми исто така работела повеќе дејности во издржувањето на нашето семејство, помеѓу кои претежно во кујна, но и чистела и се она што било потребно за да се задоволат семејните потреби. Така што тоа си носи одредено наследство, да речем, во мојот карактер и кој сум јас. И би спомнал тука исто дека јас верувам дека сум создаден и од Бог, така што оној кој го создал светот, верувам дека ме создал и мене. Не по некоја случајност, туку баш во тој контекст што претходно го спомнав. И тоа е исто мојот идентитет како верник, христијанин, некој што го следи Христос и се труди да живее според оние начела, учење, пример кој го дал Господ Исус Христос. Па еве ќе застанам тука да не ја должам. Така. Со Михајло може да бидеме сигурни дека ќе имаме убав и длабок разговор, бидејќи он е човек кој што секој пат има длабоки размислувања и аргументации кои што се издржани, така да он е во таа смисла човек кој што има многу што да се научи и што да се слушне. Дали имаш некој прашање за него да не те пресеков, извини? Би сакал малку подлабоко да боцнам, значи окей ни кажа дека си од Битола, татко наставник, мајка универзален работник.
во тие твои детски денови, дали можеш да се сетиш на некоја слика или која слика прва ти паѓа на памет, кај што ти си викаш, ја денеска сум овде кај што сум, ради таа добра или ради таа лоша случка? Дали можеш да извоиш една добра случка, живото оформувачка, и една траума, да не речам, која што те направила денеска да бидиш тој човек кој што си? Добро прашање. Ако можам да издвојам само една случка, верувам дека ние сме компилација на случки, но ако можам да издвојам една случка или период, е дека ние сме деца на транзиција. Така што се сеќавам кога мојот татко ја изгуби работата во фрижидери, Фринко фабриката, и исто во тој период каде што имаше многу неизвестност, финансиска несигурност. Извини, тоа година од прилика кое време? Па тоа е некаде 90-тите години. Почеток веројатно, да. 91-а, втора. Да, можеби Фринко и по рано од тоа, некаде 89-та, кога јас сум се раѓал, се распаѓала фабриката, но после тоа следува еден период на снаоѓање, да речеме. Не на фирмата. Не на фирмата, зборувам на семејството, да. И сега тој период доведува каде што татко ми мора да биде предприемачки настроен, ајде да речам, да продава на пазар, трговија со тоа што во тоа време можеше да се тргува, овошје, зеленчук, некои други стоки на пазар што можат да се најдат. И ние бевме вклучени со брат ми во тој момент, каде што од мали нозе тебе ти е наложено, или затоа што во тој момент немаш свесност што точно тие работи значат, но си вклучен во семејната економска активност. И би рекол тоа свесно или несвесно вградува во тебе некоја дисциплина, вградува некој момент каде што ти учиш вештини со луѓе, како да преговараш, затоа што често сме биле сами, или јас или брат ми на тезга, кога татко ми требало да набави роба, или исто така имаше и друга професија, беше судија во 4-та македонска лига, така што се што можеше да во тој момент како опција требаше да се искористи за да се доведат доволно финансиски средства за да се помине тој период. И мислам дека ако можеме така да речеме траума или потреба што морало да се одговори на таа потреба, би го издвоил тој момент или период повеќе, каде што ти си вклучен и од прва рака се запознаваш со светот, со луѓето во светот, што значи да... Суровоста може би на некој начин. Суровоста, да. Сме имале прилики каде што ние со брат ми продававме научари за сонце, што беа дадени како компензација за дел од платата на мајка ми, затоа што работеше во една продавница. И ние ги продававме на друга локација, на тезга. Имаше луѓе, бидејќи ние бевме мали деца, кои принудно ќе ти земат без да ти платат. Така што за таа суровост, каде што ти... Маркетот, кај што си видел дека пазарот не простува. Да, па после мораш да го викаш татко ти, па да одите кај човекот, да го опознава, за да... Се со цел за да не се доживее тоа повторно, или да не стане навика. И сите тие работи биле... Да, можеби од една страна траума, што како дете не го доживуваш така, но од друга страна нешто што инсталира, да се изразам со современ речник, во тебе одредена програма за понатамо, да се бориш, да не се откажуваш, да знаеш дека нема секогаш да бидеш третиран како што заслужуваш. Или... Да. Тоа беше од прилика на колку години, твоја возраст? Па тука некаде се после 7-8 години, 9-10, во различен капацитет бевме вклучени. Брат ми е 4 години поголем од мене, така што некогаш само го придружував, не бев јас оној кој што
ги прави сите тие работи, но му правев друштво на брат ми. Исто и кога бевме малце поголеми со градежни активности, нешто што можеше да се најде, сме работеле, како што е можеби пренесување само на кофи со песок или кога имавме, не знам, над 12-13 години. Така што сето тоа верувам дека придонело да се створи некоја работна етика, каде што разбираш дека работата е добра, и она што нашиот народ го вели подобро работи, а не седи. Џабе работи, џабе не седи. Искрено верувам во таа народна мудрост, да речам, затоа што од тоа произлегуваат други работи. Нешто што го носиш со тебе како наследство понатаму во животот. Што можеби ќе ти помогне да не подклекнуваш под тешкоти кои следат и се посериозни. Добро, тоа е, значи, ајде да ја кажеме таа понегативната, потравматична ситуација кај што си на пазар, се бориш со секакви луѓе и едноставно мораш да го грабниш животот и да го туркаш. Која би била некоја порозова слика која што на некој попозитивен начин ти оставила впечаток пак од детство? Па жртвата на родителите едноставно се обидувале да ти пружат живот кој е достоен за живење. Секогаш се бореле, иако во тоа време немале како денес пристап до сите оние информации како треба да се третира детето, па како емоционално да се згрижи детето. Сепак го правеле најдоброто што во тоа време го знаеле, и на некој интуитивно ниво тоа сум го препознала таа грижа. Дури и тогаш како дете? Па бунтовен си како дете, дефинитивно, но кога ќе се навратам, ја гледам таа нишка која провејувала дека се грижат за тебе, имаш безбедно место. Тоа ти е како процесирање од сега или во тие денови си се осеќал сигурно? Да, искрено не знам дали можам да се сетам како сум се осеќал во тие денови. Можеби е само процесирање од сега. Но земено еве од сегашна гледна точка, контекстот ми ја давал таа сигурност, без разлика што во никој случај не биле совршени моите родители и но сепак си осетил gentle parenting во 90-тите. Не знам дали било gentle, да, сепак мислам дека не бил многу познат тој концепт кога сме растеле. Да, не знам дали било gentle, но самиот момент, можеби ајде да поедноставам тоа што имаш дом, каде да имаш оброк 3 пати на ден, баба, дедо биле тука, тие исто во голем дел од времето ме гледале кога моите биле на работа. Така што тој контекст дека сум растел можеби со баба и со дедо и со родителите било позитивно. Живеевте во куќа заедно со дедо и баба или како беше? До 2 години мој живеевме заедно, потоа купивме стан на 15 на минути пешки можеби од бабата и дедото. Океј. Супер, фала ти за таа твоја историја што ни ја каже и за тоа што тебе те направило она што си денеска. Но сакаме да слушнеме повеќе и за твојата денешна работа или она што го правиш. Ти си project менаџер во една или проектен менаџер во една америчка компанија која што има канцеларии овде и со самата таа улога како проект менаџер ти треба да водиш некој тим каде што ти си измеѓу клиентот, измеѓу менаџментот во компанијата и измеѓу вработените во компанијата, колегите твои. Најчесто, нели, во тоа се гледаат кога се изготвува фактурата, најчесто се ресурси, колку ресурси имаш и така се изготвуваат тие фактури, но на некој начин кога го гледаме она човечкото,
ти треба да воспоставиш еден ред во сето тоа. Како ја гледаш таа твоја улога во тој тим и во таа позиција? Да, што би рекле, сум меѓу чеканот и И наковалната. наковалната. Ти си тука да. измеѓу, каде што од сите страни можеш да видиш и да те боли и да видиш удрен. Да, и претходно тоа што сум го работил и претходната компанија, тоа измеѓу клиентот и колегите кои фактички работат на проектот. Да, да, многу пати, можеби само во мои кругови, дека нели по природа на нештата се движиш, се вели дека тука се кршат копијата. Значи имаш побарувања и имаш и во исто време и желби и потреби на вработените и оние кои работат на самиот проект и како тие две работи да се измират и да се постигне одредена средина на успех, каде што на еден ефикасен и ефективен начин ќе се постигнат договорените цели. Сега, тоа е мојата улога да се најде тој начин на еден ефикасен и ефективен начин, се повторам, ќе се постигнат тие договорени веќе цели. Некогаш се од клиентот, да, некогаш се од менаџментот на компанијата, а во исто време да се запази интегритетот, тоест вработениот и личноста на вработениот и како неговиот инпут ќе биде вреднуван, без разлика што некогаш побарувањата се менуваат често и тоа знае да влијае деморализирачки на тимот. И тука е таа слика што мене кога размислувам е многу битно да се свати дека сите сме еден тим. Некој има една улога, друг има друга улога, но мора да се потрудиме да се ставиме во чевлите на другиот. Пример, ако гледаме дека клиентот има одредено побарување, најверојатно дека тоа побарување не е само им текнало, имаат некоја потреба што можеби нивните корисници ги притискаат. И тие ја го пренесуваат пак на тимот за да се оствари тоа. И тоа доаѓа како нагла промена пак на страната на девелопмент, на страната каде што треба да се изработи таа промена, до вчера се работело на нешто друго. Така што таа постојана фрикција мора да се ублажува и една од алатките што верувам дека помага е да се земе еден чекор назад и да се види малце поголемата слика и да се стави разбирање и на едната и на другата страна и тука некаде да се најди тој среден пат. Да. Тука ја гледам мојата улога, баш како што кажав, среден пат и ти си на средина и мора и тие работи да ги балансираш, да ја носиш таа перспектива во тимот, а во исто време да се осигураш дека тие цели или задачи што сме ги задале дека ќе се извршат. Ќе се извршат или оние барања кои што ги барала или компанијата. Дека нема да испуштиме нешто што е битно. Тоа е интересно, да, таа е интересна позиција кога си ти измеѓу тој дел, но често пати се случува, нели, ти сакајки можеби да ги заштитиш колегите, еве да спречиш да има некој од нив бърнаут или да има премногу голем обем на работа. Како може да се балансира и како, еве ти кажа, твојата вера е она што тебе те прави. Како, на кој начин можеш ти да ги удоволиш и двете страни? Некој пат е, нели, тешко, не може секој пат двете страни да бидат удоволени, но дали некако ја проткајуваш твојата вера во таа работа и на кој начин? Или кажеш што? Да. Ајде, повели? Да. Основата доаѓа од она што во Библијата се зема како сумаризација, резиме на се она што содржи, а тоа е
Љуби го Бог со цело свое срце, душа и сила и љуби го ближниот како себе си. И во овој контекст и она што го имаме како јасно разбирање на Библијата е дека ближниот е некој што е во физичка близина. Тоа значи дека во овој момент вие сте моите ближни. И ако вие имате некоја потреба или нешто што јас можам да помогнам, љубовта би се изразила на тој начин што јас ќе дејствувам. Нема да останам пасивен, не дај Боже да дејствувам спротивно на тоа, тоест да ви нанесам нешто лошо. Така што од таа основа и во овој професионален контекст не се иззема. Тоа е универзално и во животот и во професионалниот контекст, каде што ти се обидуваш во секоја ситуација прво самиот себе да се осигураш дека имаш правилен став. Дека ти имаш грижа, длабока грижа за доброто на тие што се околу тебе. Тоа подразбира, да. И колегите вработени и менаџментот, каде што се обидуваш првично да имаш правилен став. И тоа е самиот почеток. После, врз основа на тоа се градат деталите. Што се случило во таа ситуација, дали е некој во право, дали е скивира, дали се обидуваш да ја дознаеш вистината од теренот. Ама првично според мене е многу битно да го провериш сопствениот став пред да навлезиш во ситуацијата и заглибиш во деталите. И тоа ми помогнало да се дојде побрзо до решенија за одредени ситуации каде што можеби ќе имаш разбирање за одреден колега или ќе мора да конфронтираш ако има одредена ситуација што треба да се конфронтира и да има исправување. И често и имало грешки од моја страна, каде што имаш лоша проценка на ситуацијата или не си го проверил сопствениот став, како што кажав, таа длабока љубов или грижа кон ближниот, па веќе почнуваш од една основа која не е добра. И како песок после тонеш, кога ќе влезеш во деталите, не стоиш на цврста основа. Не знам дали тоа ти го одговара конкретно прашањето. Да, она што го кажа последно е кога ќе кажеш еве јас кога ќе сгрешам, што на нас како луѓе ни е многу тешко да кажеме јас грешив, извини. Знаеш, секој пат ќе бараме, абе тој беше крив. Абе овој не ми нарача како што треба. Како ти на кој начин можеш да го направиш тоа и да кажеш извини, погрешив, ќе направам се за да ја променам ситуацијата, ќе направам се за да се промени, доколку има штета, ќе работиме да ја санираме или да ја надоместиме. На кој начин, еве, доколку си имал таков предизвик и што е на што те поттикнало да кажеш извини, погрешив? Се обидувам и не секогаш успевам да видам што е вистината, што е реалноста во тоа. Да си проверам самиот себе во ситуацијата. Дали мотивот ми бил исправен, дали има работи кои што сум ги кажал, ама сум ги кажал затоа што сум бил вознемирен, а не биле вистина. И ако ја увидам реалноста дека јас сум во криво, и најчесто ситуациите не си ти 100% во криво, 100% во право. Знаеш, едната страна можеби ќе биде 70% во право, фигуративно кажано, другата 30% во криво, и тоа е најтешкиот дел и затоа многу од работите се замрсуваат. Но се обидувам мојот дел да го признаам, да кажам нешто конкретно. Значи, во тоа и тоа е моја грешка. Без одма да барам, ама сега ти кажи кај сгреши на твојата страна. Да, ти имаш удел. Да, мојот пристап и во тоа и во бракот, мислам, е универзално тоа и во многу контексти е универзално и според мене треба да се биде конкретен. Значи, сгрешив со тоа што не искомуницирав со тебе. Да, таа задача
ти ја дадов, но воопшто не искомуницирав, а очекував да ја завршиш или и да, би рекол на еден таков каде што ќе се обидам конкретно да признаам и да се извинам за тоа што е мојата вина во ситуацијата. Што е најтешкиот дел. Првично да истапиш, да. Што е најтешкиот дел. Да. Да се направи. Да. Да. Тука би ускочил дека на најтешкиот дел е ради тоа што живееме во култура која што не знае да се извини и дека извинувањето е покажување на слабост, барем кај нас така се интерпретира. И сега кога ќе имаш ти некоја конфликтна ситуација, ако си ти првиот кој што ќе рече извини, значи ти си првиот тој што нели трепнал, ти си првиот кој што покажува слабост, што од другата страна се интерпретира, значи јас сега е време да одам во офанзива. Да. И мајки еден таква ситуација кај што ти се значи ти живееш по една рамка на вредности, нели љуби го ближниот како себе си, ама тој ближниот живее во некоја друга реалност и со други вредности. Кај него вредностите ќе се докажи се дека си во право, завземи туѓа територија, направи нешто што тебе ти одговара на сметка на другиот. Во таква конфликтна ситуација, до каде оди тоа љуби го ближниот? Многу добро прашање и сум ги размислувал овие работи и сметам дека љуби го ближниот не е еднодимензионален став или однесување. Во која смисла? Во смисла дека не треба ти секоја само да попушташ и тоа го толкуваш или го мислиш дека манифестираш љубов кон ближниот, покажуваш љубов или грижа, што во суштина љубовта практично се изразува како грижа. Туку во оваа ситуација, еве конкретен пример на претходната фирма каде што работев, имаше една ситуација каде што вработениот не се појавуваше на состаноци, и клиентот се жали, вели, абе, ние го плаќаме, нели, како не треба неговата услуга и затоа сме направиле договор. И сега ти мора да го конфронтираш. Тоест, прво да го прашаш дали има некоја причина што можеби не ја кажал до тоа што е причината што не се јавува на состаноци кај клиентот, што е основата да се јавиш бар на состанок. Ај да ескивира со работа, може и потешко се приметува, ама за на состанок е основата. И почнува да кажува нешто, но гледаш дека приказната не држи вода. И сега, прашањето се поставува што во таа ситуација. Дали е грижа за вработеното, да му речеш добро, продолжи така. Јас те разбирам тебе. Иако не го разбираш, тука веќе може би лажеш. Или го разбираш и знаеш дека лаже. Да, и да го охрабриш ли во таа насока, кога знаеш дека нема ни клиентот да биде среќен, ни твојата компанија. И тука мораш да дојдеш до дното. Значи, што се случува? Да, навистина има одредено признание во ред, дали има начин да ја поправиме ситуацијата. И сум имали такви ситуации каде што некој си ја признава грешката, некој останува до крај тврдо корен и си тера по своje, и ако гледаш дека фактите сведочат на другата страна. Тогаш грижата е да речеш, да поставиш граница според мене, затоа што може тоа ќе му помогне во иднина, да речеш ова е границата. Значи, ова е минимумот што се очекува од тебе, ако не си спремен да го истоветуваш, да го испочитуваш тоа, тогаш мораме тука да превземеме други мерки и се надевам дека ќе ти помогнат во иднина. Да сфатиш дека оваа тешка љубов, ајде да. Со тоа што дури можда tough love. Tough love. Со тоа што тука малку како да приметува малку исчекурување од таа идеја љуби го ближниот, дека не секогаш љуби го ближниот ке е нешто мило и фино и меко и пријатно, туку дека во конфликтни ситуации, посебно кога ќе имаш судар на системи на вредности, дека идеш во ситуација кај што, народно кажано, за волја на вистината, настапуваш и ти во тој конфликт и ја туркаш расправијата за да се дојде нели до тоа дно, да се дојде до таа вистина,
кај што дали тогаш ќе испадне дека мерилото не е љубов, туку е трагање на вистината во конфликтни ситуации. Па да, сите тие концепти се испреплетени. Така. За да дојдеш до вистинска љубов, мора вистината да биде репрезентирана во ситуацијата. Нели? Инаку е само бркање на магла. Мислиш дека ти правиш нешто добро, ама ако вистината не ја рефлектира таа ситуација и решение, тогаш е нешто според мене во погрешна насока, затоа што едноставно го насочуваш во нешто што е лажно, или спротивно на вистината. Контрастот е лагата, значи имаш лага и вистина. И да се навратам во ситуацијата, ако ти во таа ситуација го охрабриш во тоа однесување и кажеш во ред, абе, кој ги врти, знаеш, ескивирај. Тогаш во таа ситуација ти вистината е дека ти имаш договор, имаш одредени работи што си кажал дека ќе ги испочитуваш, ама не ги почитуваш. И вистината е дека тука има гап, има јас. Так. И треба да се признае тој јас и да се постапи соодветно за да се затвори тој јас. Помеѓу на очекувањата што ти сам си рекол дека ќе ги исполниш и она што моментално го правиш. И со самото тоа што ти го охрабруваш во одредена насока човекот, што е спротивна на тоа што веќе зборувавме како вистина или ветување што си го дал со договорот, тогаш го охрабруваш во лага да живее на некој начин. Не знам дали ова го одговара прашањето или е нешто друго, но може и подпрашање. Да, дефинитивно, затоа сме тука за подпрашање. Да. Интересна работа е што ако добро те разбирам, дека во конфликт, во сршта на конфликтот е тој јаз, тој гап измеѓу она што сме го ветиле и она што го испорачуваме. И дека разрешување заправо на секој конфликт ќе биде согледување на тоа како настанал јазот и каде имаме недоразбирање, дали во ветеното или во испорачаното. И сега во тој контекст на гледање на конфликтот измеѓу двајца пример вработени, дали имаш некој пример што така од поскора искуство можеш да го кажеш кај што еве сме имале ситуација, кај што бил идентифициран тој гап и како сме го решиле? Да. Во претходната компанија во која работев имаше една ситуација каде што вработениот, нашиот, што беше одстапен на клиент да работи во нивниот тим, затоа што тоа беше една од дејностите да најмат софтвер инженер од нас. Се жалеше дека е исклучен од редовната комуникација на тимот. Програмерот наш бил исклучен? Наш е исклучен од комуникацијата, односно често не го знае контекстот на тоа што се работи во тимот. Настрана од официјалните состаноци, може би ќе има така наречени daily или секој ден ти е краток состанок каде што споделуваш информации што е сработено, на што ќе се работи, статусот на она до каде сме и се мери прогресот. И сега често се случуваше тој да промаши нешто затоа што не го знае конфликтот. Не го знае контекстот на некои работите што не можат да бидат кажани на дели затоа што одзема повеќе време. Јас разговарав со клиентот и нивниот тим лидер. После одредено време стана јасно дека повеќето од нив работат на физичка локација, а нашиот човек е ремоут. И тоа што може во уз кафе, неформална комуникација, така да се изразиме, можеш да го разговараш и да дојдеш до одредена имплементација, решение. Он го пропушта. Да, го пропушташ или пропушташ некои работи што понатаму тебе ти фалат како контекст за да извршиш твојата работа. И да, без да навлегувам во детали, по кратко време се останови тој јас, дека има нешто што во овој случај беше поголемиот дел од тимот е на физичка локација, човеков е ремоут и тука настанува проблем и фрикција. И после тоа беше донесено решение каде што човекот беше ставен во друг тим,
за да каде што повеќе работат ремоут, а таму земат некој што е физички може да биде повеќе присутен. Тоа беше некое решение што се дојде. Но првенствено да се навратам на тоа грижата за ближниот беше да разберам која е болката. Така. На вработења, да разберам дека на вистина му фалат информации, не се измислува или не едноставно можеби не му се допаѓа нешто, па ќе најдам изговор да излезам од тоа. И кога ќе се увиди таа вистина, дека на вистина тоа се фактите, или најчесто тоа најприближно се фактите, така. може никогаш нема да дојдеш до 100%, тоаш полесно излегува решението. Мене ме заинтригира она што кажа, доколку некој колега треба да му укажеш за некоја грешка и се надеваме дека ќе извлече поука од тоа. И ние како луѓе сме такви, мислам дека кога не прекоруваат, кога ни кажуваат ова е лошо, како и во љубов да биде споделено, колку и убаво да ни биде тоа кажано, сепак тешко го прифаќаме тоа и сепак многу тешко ни е да ја направиме таа промена. Еве, лично и кај тебе, кога ќе бидеш соочен со некоја критика, како ја доживуваш и како се стремиш да направиш промена кон тоа. Јас читав една книга, одамна некој свештеник одел во нивното село и одел кај некој човек каде што често имало во неговиот дом алкохол, пцовки, значи било една неубава состојба. Но тој човек работел некоја тешка физичка работа, каде што се повредил и каде што останал инвалид. И после некое време почнал да оди нели во црквата кај тој свештеник, почнал да слуша и она се променило кај нив дома, комплетно целата слика. Кога дошол тој свештеник кај нив дома, веќе не видел алкохол, видел луѓе кои што биле радосни, човекот веќе не бил, иако бил во инвалидска количка, човекот не бил оној намкјор кој што бил претходно, кој што бил се мрзал себе си и животот и се, туку бил еден весел човек кој гледал радосно на животот. И он му рекол: Господ толку силно ме удри што ме промени за многу подобро. И после несреќата е многу подобро во мојот живот. Но он таа поука, тоа што му се случило, таа несреќа, не ја сватил како казна, туку ја сватил како нешто подобро за него и за семејството. Сега, со оглед на тоа, како ние можеме да ја видиме таа позитивна страна во нешто кога доживуваме лошо, кога доживуваме, кога не критикуваат, кога доживуваме некоја неубава состојба. Како можеш ти да прогледаш пред тоа и да кажеш да ова е добро за мене на долг рок? Да, во православна црква има еден термин што ми се допаѓа, смирение. Или може да се каже понизност, мислам дека е синоним, може ќе ме поправи некој во коментари, но тоа што досега сум го донесол како заклучок од читање, мислам дека тука некаде се. И сметам дека понизноста е една клучна карактеристика за соживот во било која форма, дали е во брак, дали е во општество, во фирма и сето тоа. Што значи тоа практично на ова што го кажа? Те критикува некој, твојот став зошто да не биде, можеби е во право. Ама ние сакаме да се браниме. Да, тоа е биде егото. Тоа е импулсот. Ќе бидам повреден, ти ако ми кажеш ова лошо го направи, како можам јас да погрешам? Како можам јас Тоа е импулсот. ја направам грешката? И мислам дека најголем дел од луѓето го имаат тој импулс. Првенствено и природно доаѓа тој импулс. Но поентата е дали има борба против тој импулс. Тука доаѓа ова духовна вежба, да речам, на прашување на самиот себе. Што ако е во право? Или можеби е во право? Тоа значи дека ти прво се преиспитуваш. И критиките најчесто зошто не погодуваат? Затоа што има нешто вистина. Често. Има некоја вистина што знаеш дека е дел е вистина,
а дел е лага и тогаш најмногу ќе те погоди. Затоа што ќе ја врзи за дел од вистината. Се обидувам да се сетам некој конкретен пример, ама пластичен пример е за можеби физичките карактеристики, некој ќе те скоментира, гледаме на интернет, тоа е најниското ниво на критика, не е некој интелектуално. И ти изгледаш вака, фризурата ти изгледа така. И од една страна ќе речеш да, можеби е вистина, затоа што многу од тие работи се ствар на перспектива и вкус. Мене ми се допаѓа, можеби на мојата сопруга му се допаѓа фризурата, а некој друг не му се допаѓа. И тука мора да се свати тој момент каде што многу од работите за кои сме критикувани, можеби не се морални категории или нешто што е сериозно, туку е представува вкус. Мене ми се допаѓа ова, тебе не ти се допаѓа ова. Мојата сопруга ми кажа скрати ја косата побава, ти ја послушав, ја променив. Да. Дали може сега да се вратиме малку на тој муабет за смирение? Да. Доста религиозен термин. Да. За нешто за кое што да речам обичните луѓе кои што не се толку многу духовни имаат поинаков термин на себе испитување, на преиспитување. Дали мислиш дека би морало да влеземе во тој религиозен јазик и таа карактеристика да кажеме дека е религиозна карактеристика, или едноставно е доволно да имаме себесвесност и отвореност на таа идеја, па можда е во право? Искуствено мислам дека е факт кој тешко може да се порекне, дека ти можеш да дојдеш до посмирена состојба по многу патишта. Источните религии, типови на медитација. Мислам дека не можеш да ги побиеш тие факти, дека ти можеш да стигнеш до одредена ситуација каде што ќе действуваш или ќе размислуваш посмирено, понизно. Но сепак дека веќе и на самиот почеток кажав дека јас сум христијанин, што во суштина значи се обидуваш да го следиш Христос и веруваш дека тој е реална личност која живеела пред 2000 години, дека бил тука на земјата, дека е Господ кој се отелотворил Бог и дека платил на крстот за моите гревови и по 3 дена воскреснал и денес живее како личност и неговиот свет дух е тука помеѓу верните и Бог действува. Во тој контекст јас верувам дека трајното решение за тој концепт, да речам смирение или начинот на кој ние ги му пристапуваме на животот, а верувам дека правилниот пристап е таа со понизност, што може понатаму да разговараме што значи понизност кога си во живото со огресувачка ситуација, некој ти тоа е, мислам дека има многу за да се зборува, но да за не втората епизода. Да, за да не што викаат англичаните rabbit trails, да не фаќаме. Така. Мислам дека ова е решението што е трајно, каде што креаторот во таа комуникација со креаторот ти го имаш тоа смирение. И не значи дека ти не можеш да го изгубиш тоа смирение. Како со многу други работи, доколку ти се насочиш на нешто што го губи тоа смирение, пример, се насочиш кон сите предизвици кои ги имаш, без да ги кренеш очите кон небото, да видиш на што ти се надеваш и каде одиш, тогаш и во таа ситуација ти го губиш. Не значи дека некој ако изјави јас верувам во Бог, де факто кој има и смирението и понизност. Но тука може да се аргументира во истиот случај со медитацијата, источни религии. Да, ако се насочиш ти на тоа, ќе бидиш посмирен човек. Кога некој ќе ти пресечи во сообраќај, пат нема да го опцуеш, туку ќе го благословиш. Добро, ај малку тука да ја фатиме. Знам дека сме при крај со време и можда ова ќе ни е наредна тема за некоја наредно твое гостување, ама колку што имаме време. Че од една страна се кажуваш себе си дека ти си христијанин, значи не е само културолошка димензија, туку твоја одлука да живееш на таков начин.
и викаш дека твоето христијанство ти го дава тоа смирение. Ама од друга страна исто кажа дека и источните религии може да понудат некакво смирение. И сега, ако во христијанството се вика дека тоа е единствениот пат до Бог, а ваму имаме други начини нели за некаква продуховено живење, како ќе ги помириме тие две работи? Ако во христијанството се тврди на ексклузивитет, источните религии покажуваат искуствено дека сепак и тие имаш што да дадат. Како би го окарактеризирал она што источните религии го даваат? Ако Исус е изворот, тогаш овие другите се финти, хакс на софтверски начин изразени, што се? Твој размислување. Да. Тука се доаѓа до моментот на исконското прашање што Пилат му го поставува на Исус, што е вистина. Се сведува на тоа, дали има вистина, што може да покаже дека ова е грешно, ова е точно. Јас верувам дека да. И не може да, можеби, емпириски тоа да се докаже, да направиме опит, што ќе го повториме 100 пати ќе го добиеме истиот резултат, како што е, пример, водата зоврива на 100 степени. 100 пати да достигне 100 степени ќе зоврие. Тука, заради ова што не се докажува така овој концепт, може многу да се дебатира, да се филозофира и затоа обстојуваат сите религии што ги имаме и растат различни религии. И сега прашањето е дали оваа смирение е, како да кажам, лажно или слично со ова. Факт е дека тоа е смирение, но повторно ќе се вратам на моментот што е она што ќе истрае. Не она што моментално се манифестира, но на долг рок што е она што ќе истрае. И тоа е тешко да се докажи со самиот факт што велиш на долг рок. Да. И колку е тој рок долг, колку е тој долг рок и затоа има дебати помеѓу христијани, муслимани, христијани, тороподистите не дебатираат баш толку, но има, може да се најде. И сите овие концепти се разглабаат, но затоа што е некоја точка во иднината каде што после ќе се увиди што било вистина, затоа побарува вера, нели, подкастот вера. Да. Но основното прашање јас кое го поставам на другата страна во слични ситуации, особено кога ја земаме науката, затоа што дел од овие работи се темелат на наука, има за медитацијата, предизвикува вакви бранови, алфа, бета бранови, затоа ти имаш поголема смиреност или ги правиш овие техники, од научно е докажано, затоа што покажале студиите дека во тој случај ќе бидеш смирен. Тогаш јас повторно се враќам на прашањето на вера. Тебе ти треба вера во секоја една околност. Зошто го велам тоа? Дури и да се потпираш на науката, да прифаќаш само научни работи, ти мора да прифатиш одредени претпоставки кои не можеш да ги докажеш, како што можеби јас не можам емпириски да ги докажам за моето верување во Христос. И тука се сведуваме на ова прашање каде што мислам дека е невозможно да се даде екзактен одговор, како математички одговор. 2 плюс 2 се 4 и да кажам еве зошто овие практики на смирување се грешни, иако носат привремени резултати, а ова христијанската или Христос е вистинската, затоа што носи траен мир. И е многу покомплицирано од тоа, затоа што гледаме дека христијани кои не се смирени, и јас не сум смирен често, така што не е нешто што може емпириски да се докажи, каде што после тоа ќе речиш еве зошто ви го велев ова, крај. Да ја спуштиш завесата, последен чин. Mic drop. Да. Добро, спомнуваме конфликтни ситуации кај што се бара тој гап, спомнуваме очекувања на луѓето кои што влегле во тој социјален договор, вработениот и работодавецот, спомнуваме ситуации кај што имаме смирение, за кое што викаме дека ето
да, е од христијанството, ама можда е и од некоја друга работа, времето ќе каже, нели? И сите тие муабети некако ме делуваат толку самоуверени, што се дури и чудни. Од каде таа сигурност? Или кога си дошол ти во ситуација кај што, ето, како млад човек викаш, јас Михајло од денес натаму стојам на овие убедувања, што ги кажа. Кога беше тоа? Дали имаше момент или беше период? Дали имаше некој тригер? Да, ова прашање ме носи на личната приказна. Како јас сум почнал да размислувам за овие теми и до каде сум сега. Првенствено само една работа да расчистам дека сомнежите се секогаш присутни и сомнежите според мене се здрава работа во однос на верата, во однос на науката. Тоа значи дека имаш одредени претпоставки што можеби не се докажани, но ти се обидуваш да ги докажеш, тоест веруваш дека се вредни да се истражат до крај, како што мислам Аристотел рекол, дека ме поправи некој ако грешам, дека неистражениот живот не е вреден да се живее. Тоа значи дека ако ти веруваш дека ова прашање е многу битно, зборуваме за настанокот, за кои сме ние, од каде сме потекнале, универзумот, ама и луѓето, тогаш е вредно да се истражи. И тоа ме враќа, кога бев некаде на крај на средно школо, ги имав тие мисли и размислувања, во смисла, гледам нагоре кон звездите и си викам, овој универзум е бесконечен. Како е тоа можно? Што е бесконечност? Средна беше Битола? Во Битола, да, учев економско. Економско, окей. Да, не учев некое уметничко, да речеш. Окей. Школа. Бараташ со бројки, па, окей. Да. И тоа, од оваа перспектива, верувам дека беше духовно поттикнато да размислам на тој начин. Но, ете, тоа беше фактот, дека ги имав тие мисли, дека како можеш ти да се наоѓаш во бесконечност. Тоа значи практично да имаш една ракета, што под претпоставка дека може да патува бесконечно, ти нема никогаш да стигнеш до граница. Само ќе патуваш. Како е тоа можно? И таа категорија имаме во овој момент, бесконечност. И тоа мене ме постави на таа траекторија на истражување, за која претходно спомнав. Го размислуваше од математичко прашање или филозофско и религиозно, пошто појќе димензии имаме од таа? Појма неам, само така го размислував. Okay. Од оваа перспектива, како ти кажувам, најпрост начин да речам, имаш таа ракета и патуваш, нема, како може да нема граница? Јас се што познавам има граница. Дома имаш ѕидови да не влезеш кај комшијата. Се има граница. Животот гледаш дека има граница, раѓаш се, умираш и така натаму. И после тоа мене ме фасцинира, сум љубител на спортот и особено ме фасцинираше како луѓето можат така да се движат, да бидат интелигентни, да прават такви потези, потоа инженери, некој да пресмета дека оваа зграда ќе стои, колку железо треба, статика да пресмета. Како е тоа можно, знаеш, не интелигенцијата во луѓето исто ме фасцинираше и не ме наведуваше дека тоа потекнува по некој случаен процес, дека случајно се создала таква интелигенција од амеба, од најпроста клетка до сето тоа што има ден. И тука беше насочено моето патување, да речам. Кога стигна во Скопје, продолжив да истражувам на оваа тема. Веќе имав вера дека постои креатор нешто, но немав ставено контекст на тој креатор, кој бил, што бил. И тука кога стигнав, се запознав со еден човек од една организација што се вика Секој студент, уште функционира тука во Скопје, каде што за прв пат го стекнав тој контекст. Што значи тоа? Го слушнав Евангелието, што на грчки значи Евангелие, добра вест, блага вест. Тоа значи дека тој креатор се отелотворил
во Исус Христос и чекорел на земјата, го покажал патот, поучувал и не само тоа, тука ја платил полната цена за моите гревови. Тоест јас за да можам да имам таа врска со Креаторот, иако јас сум грешен човек, кој не ја заслужува таа, но Христос ја платил полната цена и воскреснал на третиот ден и покажал дека има победа над смртта, тоест вечен живот. И словото нели вели Библијата, секој ден што верува нема да загине, туку ќе има вечен живот. И за мене тие зборови кога ги прочитав и во разговор со пријателот беа фасцинантни, наеднаш како цела потрага доби контекст и доби заклучок. Бар за мене. И во првиот месец после тоа бе фасциниран, го прочитав Новиот Завет, ги увидуваш работите, гледаш за некои работи, се каеш за некои работи, си многу радосен затоа што ставаш контекст на цела реалност. И тогаш ја немав прочитано, но потоа од C.S. Луис, К.С. Луис, една книга верувам во христијанството не само за тоа што е вистина во смисла, доку затоа што гледам дека тоа фрла светло и ја осветлува целата остатокот од целата соба и вистината. Во смисла дека ти после го гледаш целиот свет со друга перспектива. Целиот свет има смисла зашто луѓето се интелигентни, има смисла зашто има бесконечност, затоа што нашиот Креатор е бесконечен. Сето тоа добива една смисла. И тоа беше моето патување, но во ниту една смисла не е тоа да се навртам на терминот од претходна розова слика. Тука има еден куп сомнежи што немаме време да влегувам, да навлегувам во тие патрагање по тие одговори, затоа што е многу комплексна тема. Има многу навидом контрадикции, докази, па немање докази за Библијата во однос на тоа кога е пишува, на кои манускрипти, дали е нешто вадено, менувано. И сите тие прашања ме следеа од далечната или не толку далечна, за некој зависи од човекот со кој разговараш, од 2008 година. И уште еден момент, ако ми дозволите, би сакал да го спомнам, што мислам дека е многу битно, тоа се поврзува со темата на овој подкаст е, јас студирав економија. И тука веќе прва, втора година јас ги разглабам сите овие прашања, сомнежи, бараш одговори и дебатираш, гледаш противни мислења на тоа што првично си го увидел како вистина, и тоа те остри, те паѓа, те крева. И во целата таа борба, едно од прашањата ми беше, па добро, сега јас ја осознав вистината, што врска има економија, бизнис да се студира? Тоа ти е од светот. Тука се запознав со би го спомнал Джонатан и луѓето од Линка Крос, каде што увидов дека има и уште еден аспект, а тоа е што подоцна како изјава го формулирав, тоест го слушнав, е дека има грев и има светост. Во смисла, што е гревот? Гревот е промашување или живење настрана од Божјата волја. А се друго е во Божјата волја. Во која смисла? Ти само моралот е најчесто она што на Бог му е битно. Ти можеш да правиш бизнис, ама да не лажиш, да не крадеш, а нешто ги знаеме, да речеме, начела. Ама самиот бизнис по себе, или економијата, или се она што го гледаме во општеството со кое се бават луѓето од хоби, од професија, само по себе не е лошо. Тоа е дел од Божјата волја, затоа што го прави експресија на Бог самиот. Тоест карактерот на луѓето, афинитетите кои ги имаме, еден сака спорт, еден сака уметност, и тоа е убавината на едно општество, каде што ние можеме да видиме различни експресии на она што Бог го создал. Мене ме создал на еден начин, и изглед, и афинитети, и Филип, и Игор, и
тоа е она разноликоста и убавината, но тоа не го сваќав од самиот почеток. Мислев, што ќе студирам, ти треба да студираш теологија сега, за се со цел на луѓето да им ја представиш вистината. Но сваќив дека работата и верата одат рака под рака, дека експресијата во тоа што е твоја професија, во тоа што е твоја личност, може да биде нешто што му носи слава на Бог, како што вика Библијата. Тоа му е угодно, затоа што веруваш дека тој постои, дека да, секој што верува се стекнува со право на да биде Божјо дете и дека секој татко има радост во своите деца, да види дека се развиваат, дека ги развиваат своите способности, дали е тоа бизнис, дали е тоа спорт, дали е тоа уметност. И тука, да би рекол, една втора пресвртна точка беше, каде што веќе тука понатаму, по завршувањето на факултетот, почнав и да работам со Линка Крос на проекти што се за помагање на мали бизниси, пишување на тие финансиски проекции, бизнис планови за луѓе што сакаат да започнат или имаат бизнис. И тука ја гледаш и тој момент дека сето тоа е смислено од Бог за да се развива цивилизацијата. Она што е грешно е само на кој начин се прави тоа. Дали се прави со погрешни мотиви, за себе промоција, некој друг да има штета за ти да имаш корист, или се прави на начин што реално, искрено ги задоволува потребите на другите и на тој начин, популарно да кажам, win-win има ситуација. Доколку во тој контекст е направено, е она што е угодно за Бога и она што ни дозволува ние да се изразиме на еден слободен начин и во исто време да му бидеме угодни на Бога. Значи, тоа е таа мисконцепција или лошо сваќање дека Бог сака само да не ограничи. И сега моето прашање, ако те ограничуваш од тоа, ти вели не лажи, тогаш да, те ограничува, ама не те ограничува ти да бидеш најдобриот сликар, спортист или да наоѓаш задоволство во својата работа или хоби и семејство, врски што ги имаш околу тебе. Тоа е таа слобода за која се зборува во христијанството и која ги плени луѓето кога ќе искусат одвнатре дека ти си слободен. Да се изразиш на начин кој што Бог ти ги дал тие таленти, ти ги дал тие околности. Проблемот што ако сакаме да се изразиме со негативните аспекти, јас, ова, јас она, не го гледаш контекстот и за другите да имаат полза од твоето работење и експресија. И тоа ми беше таа моја фасцинација со овие концепти и работи, каде што после сваќаш дека да, Бог е вклучен во се, има радост од да го гледа своето создание како се развива. Неговата болка и тага произлегува од моментите кои се негативни појави, како што се, не знам, љубомората, гневот еден на друг, каде што ние гледаме често таа појава е присутна каде што ти сакаш другиот да го уназадиш за ти да изгледаш подобар. А зошто да не се надпреваруваме со некој контекст каде што јас сакам ти да бидеш најдобар, да речеме во спортот мора еден да победи, така јас сум љубител на фудбал или атлетика. Јас да посакам ти да си најдобриот и сепак јас да се стремам да победам. Тоа е тоа што плени, каде што има една фер конкуренција, каде што се надпреваруваме, тренираме на иновативни начини и на крај победува подобриот, оној можеби што вложил повеќе напор или нашол поиновативен тренинг, или во бизнисот исто. Сакам мојот конкурент да биде добар, ама јас сакам по иновативен начин да дојам да најдам да ги задоволам потребите на подобар начин. И тоа е таа убавината на општеството што кога верувам дека Бог се радува. Проблемот е кога јас ќе гледам, ќе дојдеш кај мене како екипа, не знам, фудбал, во мојот ресторан ќе ти подметнам
да имаш болки во стомакот, не разбираш што се случувало и сега ќе те Да. поведам јас тебе, така? Или во бизнисот, не знам, ќе пријавуваш за безврска работи, тој да има проблеми за ти да продадеш повеќе. Да просперираш. И да, со тоа ќе можеби ги издолжив, но со тоа ќе ја затворам како тоа беше на втора пресврцница точка, за да продолжам јас во насока да верувам и да действувам дека можеш ти да бидеш професионалец по твојата дадена професија и сепак да бидеш достоен на она што го веруваш. Доследен на тоа што го веруваш. Да, тоа е и основата и затоа разговараме со луѓе од секој различен калибар и различни работни позиции и места, затоа што сакаме и слушателите да знаат дека ние не сме само ќе бидеме добри и ќе бидеме верници само во недела. Тука и од понеделник до петок нашите вредности ги носиме без разлика дали сме кондураџија, клучар, програмер, проџект менаџер и сите оние други работи, дека оние вредности кои што ги носиме, кои што нас не прават, ќе помогнат да направиме едно подобро утре за нас, нашите деца и подобро општество. За крај, како едно прашање, еве да речеме, ти кажа, Господ, веруваш како создател на целиот универзум, но и како проектен менаџер на универзумот. На кој начин тие менаџерски способности или оној менаџерски момент кој што го гледаш е оној кој што ти сакаш да го имаш во твојата работа како проект менаџер? Да, многу добро прашање. Само ако ми дозволиш една реченица пред да се префрлам на ова за битноста на сите професии и занимања. Во смисла, од перспектива на Бог верувам дека секоја една професија има наследно, да речам, наследна вредност. Зборувам за професија нормално што помагаат во општеството на конструктивен начин. Пример, ѓубреџија, чистач. Јас многу сакам да се промени тој менталитет, ти да сваќаш дека тој тебе ти овозможува да одиш на чиста улица. Секој носи вредност. И тоа голема вредност, да. Така. Сега нема совршен систем, можеби една од на капитализмот лошите страни што само те вреднува според пазарните околности. Можам да најдам 10 луѓе од ова, ќе го платам минимум. И тука малце се прави таа деградација некогаш на професиите, но настрана од тоа ние како луѓе верувам дека треба да го имаме тој став. Никогаш надмено да не гледаме на ниту една професија. Некој бил пекар, да, можеби не завршил докторат, но секој треба да јади. Или земјоделец. Земјоделците мора многу повеќе да ги цениме за тоа што ние мора да сватиме дека зависиме од тоа. И да не зависиш, сваќаш дека храната дадена од Бог, но мора некој да ја култивира, така, да ја обработува. И да не влезиме во таа стапица еден апел дека само оние професии кои се бават со информации, со размена, се битните, носат машна, да, или изгледот. И тогаш во една ваква ситуација, мислам, ако се свати, општеството ќе биде подобро место за живење. И сега да се навратам на прашањето што ми го постави. Ко проект менаџер, мене ми се допаѓа таа изрека дека една од основните работи на Бог е да донеси од хаос ред. Читавме заедно таа книга со група Every Good Endeavor од Тимоти Келер. Мислам дека е сега и на македонски преведена, издадена од Метаноја, да. Ја препорачувам таа книга на оваа тема. И поентата е како ти од хаосот да создаваш ред. Тоест, што можеш ти да направиш, нешто што мене ме мотивира, од нешто што не е можеби толку организирано, да направиш некоја верзија што е поорганизирана. Можеби ако од скала на 1 до 10 се наоѓа на 2, 3 самата организација, како да стигнам на наредното скалило 3-4, како дофатлива цел. И тоа е она што ме мотивира на професионално ниво.
и верувам дека е поврзано со Божјото дејствување на тој начин. Супер. Фала ти, Михајло. Игор, имаш Фала. уште некое завршно прашање? Па мислам дека на супер мисла завршивме, така да доста. Да. За Фала ти, некое Михајло. наредно гостување ќе оставиме, има уште многу што да слушнеме Да. и многу што да разговараме. Михајло, фала ти денеска што беше со нас, што се отвори себе си, што спомна, избореше многу и за твојата работа, и твојот живот, тоа што си, тоа што те прави да бидеш, и фала ти што ни беше гостин. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за самиот разговор, наистина уживав за овие теми да разговарам, може би се гледа дека ми е пасија да разговарам на овие теми, може би не, но Приметивме малце, Да. сакам И да си размислувал. Да, сакам да знаете дека сум благодарен за можноста да разговараме на овие теми.